Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден на сите кои што во ова време не гледате. За сите оние во кои било време да не гледат, им посакувам многу здравје, многу среќа, многу бакнежи од мене, се разбира и многу позитивна енергија. И денеска 30 минути ќе бидеме позитивни и ќе направиме интересен рецепт, односно мојот гостин ќе ви приреди еден интересен рецепт. Можеби токму овој рецепт ќе ви се допадне и вие да го направите дома. На секој почеток од нашата емисија Гответе со Дракче си ги поздравуваме нашите верни гледачи, оние кои што си ја обожуваат и емисијата и нашата телевизија Канал 5, се разбира, и почнуваме да си ги поздравуваме пријателите на емисијата, оние кои што ја се нашите спонзори, се разбира. Поздрав до нашите пријатели Стокомак. Гледаме дел од производите на Стокомак на нашата ветрина, а украшчињата, оние кои што ги гледате со цвеќенца, се од продавницата Мост, па можеби ќе ви фатат око да си имате некоја мала декорација. Значи, гледаме Стокомак, производи кои што овде се рековме во еден мал број, сето она што ние го готвиме секој работен ден ни доаѓа или пристигнува од Стокомак, а она кое што вие посакувате да го имате за вашиот ручек, доручек, вечера, за вашиот десерт, можеби за подарок, ќе си го пронајдете токму на големите рафтови во големите маркети на Стокомак. Да ги поздравиме и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Убави налепници, црвени, како бојата на Македонија, и затоа се насловени Македонка. Посебни рафтови во Стокомак на кои што можете, драги мои, да си пазарувате производи со македонско потекло. Навистина ги има во голем број, пазарете производи со македонско потекло, со тоа ги стимулирате македонските производители. Поздрав и до нив и за сите купувачи добар апетит. Да си ги поздравиме пријателите од мини трговскиот центар МОС. Се наоѓа на Пластичарската улица до самиот МОС и на вистина во тој мини трговски центар, кој што е на 3 ката, можете да пронајдете се за вашето домаќинство. Апарати, чини, лажичиња, украси, многу пати сакам да набројам баш се и ме запраша вчера една пријателка дали има стази за предвратичка, за во купатило, и кажав да, има се. Навистина има се, почнувајќи од лажиче, завршувајќи до елементи за мебел и убави гарнитури за на тераса, па можеби и за вашиот дневен престој. Да си ги поздравиме пријателите и вработените во мини центарот МОС. Поздрав до нив и успешна работа. Да си ги поздравиме пријателите од Пекабеско. Пекабеско највкусните сувомеснати производи. Секој пат говориме дека секој има свој вкус, и за вкусовите не правиме муабет, но кога се работи за Пекабеско, верувам дека нема човек кој што ќе каже дека токму нешто не му се допаѓа. Едноставно, производите на Пекабеско се навистина голем врв. И затоа поздрав за Пекабеско, ние употребуваме од нивните производи во нашите рецепти. Ете така си ги поздравивме нашите пријатели на оваа наша емисија. Јас заборавам некој пат, но многу пати си ги поздравувам моите драги колеги позади камерите, моите колеги во режијата, и навистина благодарам за позитивната енергија што и денеска и мене ми ја дадоа, за да можеме да успееме во ова наше издание 30 минути шоу Гответе со Дракче. А кој ќе ни готви денеска и ќе пее, тој е еден наш драг пријател на куќата и наш семеен пријател, морам да кажам. Долго време е со музиката, едноставно музиката му е живот. Освен на него, ќе слушнеме и на кого друг, можеби некој од семејството ќе наследи музика, но само знаеме, каде и да се појави, прави добра забава. Нашиот Љупче Јовановски или нашиот Бубе. Така си го нарекуваме Љупче Бубе. Да. Добре дојде, Љупче. Добре те најдов. Ми дојде. Морам да те гушнам, Дракче, морам да те гушнам за оваа убава најава. Повели. И кажа на вистина тоа што е.
долги години пријатели, и да си го поздравам и бате Орце. Долго време. Да си ја поздравам и жена ми, музика. Олето мораме да си ја поздравиме. Нашиот живот е само музика и пишување. И пишување. Па нема друго во нашиот живот. Како се чувствуваш ти сега? Да ти кажам... Среќен ли си овде во ова наша атмосфера? Чекаше да дојдеш да ни направиш посебен специјалитет? Да. Знаеш зашто се чувствувам многу среќен? Прво што сум ти гостин и сакам да ги информирам луѓето што не гледаат, публиката, од Канал 5 е наша телевизија и нема човек што не ја гледа емисијата, тоа морам да те исправам што кажам. Не постои таков човек. Јас верувам и сакам да им кажам на луѓето сите што ќе видат, ова да го направат, зашто е една салата, еден многу убав рецепт, што е посен, за луѓето кога постат, и може сите да се најдат во салатата и тие што сакаат и ракиичка да си се напијат. Да си се замезат со оваа салата. Да. Ај, признај, сакаме малку сега фраерски да бидеме фраери со нешто ново. Па добро. Знаеш... Нова старо. Да, нова старо, чекај само, ти ова салата се прави со рака, така. Само малце да ги запакнам рацете. И ќе си започнеш со работењето кое што треба, нели, да се прави овде. Сега ќе ти кажам зашто ми испровоцира, зашто многу луѓе, овие се еден вид на морски плодови. Чекай, и луѓето не знаат како да ги припремат. Ајде во ова ќе ги додаваме тие. Овие ѓубе. Така. И луѓето не знаат како да ги припремат. Ми кажале луѓе дека ги пржат, дека ги печат. Тоа е катастрофа. Ова само се сецка. Се сецка вака ситно, тоа може... Јас сакам поситно, некои ги сецкаат многу на крупно. Ти сакаш поситно. Јас сакам поситно, оти салатата е прекрасна. Вака гледајќи ги изгледаат на розови макарони. Да, така изгледаат, ама воопшто не се. Не се. И сега многу се чисти, пошто вонатре има салвета што ги... Да, заштитува. Рековме фолија, еве, она што ја отстрануваме тука. И се сецкаат, јас ги сецкам вака на ситно, па после не ни требат многу работи, ни требат лимунче, маслиново масло. Сецкај си полека, јас ке барам музика додека си сецкаш и да пееш. Не може само да сецкаш. Ајде, бараме музика. Ајде. И потоа имаш една приказка која што е многу интересна, сакам да ја кажеш. О, да. Ете така. Морам да ја кажеш. Ајде, да слушнеме музика. Pokraj Bistrica, a to te vodi do Velušina. Ličen manastir, tamo v Korija, Sveti Georgive prečekuva. Ličen manastir, ovde v Korija, Sveti Georgi čuda daruva. Kada se kojde, pesni zurli tapani, manastirski dvorovi, luge sobrani. Kada se kojde, braka sestri Risjani, Jurjov den go slavime, ajde da nazdravime.
браќа, сестри, рисјани, Ѓурѓов ден го славиме, ајде да наздравиме. Сестри, рисјани, Ѓурѓов ден го славиме, ајде да наздравиме. Браво, 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 браво. Убав текст, убава музика, убаво отпеана и сега приказката. Сега морам да ти ја кажам приказката, така. Драгче. Манастирот Велушина се наоѓа после Бистрица, према грчката граница, од Битола нагоре. Сега дедо ми е таму. Така, како вика старите, ќе одиш, па ќе одиш, па ќе одиш, па ќе одиш, па на крај ќе стигнеш. Така. Ете, така, најдалеку. Манастирот е многу убав, така, супер, све окей. Дедо ми, значи, на Оливера татко и е таму домакин. Така. И ние за Ѓурѓов ден сме стално таму. Бидејќи се слави. Се слави. Манастирот го слави Ѓурѓов ден. Лани имав една песна Желба комицка. И таму снимавме како не излезе како спот, ама ајде да го наречам како спот и беше видеозапис кој што и конјаницата беше таму, сите присутна, така. Присутни све. И манастирот беше заклучен. И кога со луѓето кога седевме вонатре, тие како се кај горат кај пред олтарот. Кандилата. Да. Кандилата што светат, кандилата добро. немаше ништо запалено. И сега си легнавме да спиеме, утре дента сите запна, ајде бубе, вика, ти не си го отворил манастирот, ај отвори го, знаеш како адете тоа. Да се види, да. Ајде, викам, добро, ќе го отворам, не знам, викам, ја не се разбирам. Така. Отидов да го отворам манастирот, го отворив манастирот, две кандила запалени. Манастирот 2 дена беше затворен. Божјата светлина дошла. Да, тој е еден од живите вистини. И го викнавме, дедо ми дојде, да ти кажам, почна да се тресе, знаеш. И се чудеше. Ова се има случајно едно кандило да се има запалено пред многу години за некој човек од Австралија. Ете, одлично, значи убав знак. Тоа беше знак, значи нешто мора. И на жена ми, на Оливера, она е писателка, знаеш. Да, така, таа пишува повеќе книги има. Па ќе очекуваме да готви таа тука. Ке си ја викнеш, ке ти дојде. Има напишано 11-12 поезии, романи има напишано, преведен на неколку јазици. Па, оваа песна, текстот го напиша она. И она вика, Срце вика, ние мора да направиме за манастирот, да му се одолжиме, манастирот тебе ти дава некој знак. Ти дава волја, желба да одиш понатаму во Божјата. И ние ја направивме песната наменска за манастирот. Одлично, преубаво. И целата песна е приказна кај се наоѓа манастирот, за Ѓурѓов ден дека се слави. Одлично. И оваа година, сега дека помина Ѓурѓов ден, да ти кажам, беше хит. И таму се слушаше многу. Многу се слушаше. Браво. Тоа е таа приказна за манастирот, што ја мислам, знаеш, некој ќе слуша и ќе рече што збери бе овој. Меѓутоа на нив лагано мене ова не само ти, вистината ја виделе и повеќе луѓе. Сите што беа таму. Коњаницата. Додека ти таму си сецкаш, ние овде колегите многу сакаме чај.
Ајде. А сега ќе направиме чај. Абе, драгче, со ова салата не иде Со ова чај. иде ракијичка, но ние ќе си пиеме чај и ќе мислиме Ајде. дека е ракија. Но, Ајде, добро. ова ќе биде сега по желба на моите драги камермани. Добро. Хибискус. Така? Договорено? Договорено. Ќе пиеме хибискус чај. А мајчина душица да Минатиот пат правевме. Сега добро, ќе си правиме Ајде, хибискус. добро. Да си го вклучиме нашиот бокал на Ајде. моз, а ти сецкај си. Ајде, ќе Јас сецкам. хибискус ќе си барам. Добро. Ете така. Драгче, Повели. јас ќе земам малце и од овие. Јас ќе Оти ти да не биде многу постен денш, како можеш. Колега ова е целер. Целер. Значи, Само малку суримите- ова, еве да не ни прави. Ете, готова е водата. Не треба многу целер, ете, некои 2 гранчиња. Вистината е во моите раце. Значи, можеш, колега Догов, колега Домазетов. Вистината е во моите раце, да. Токму овој чај го обожава екипата на ова емисија и затоа сега и тебе ќе те почастиме Добро. со овој наш убав чај од стокомак, а направен со топла вода во бокалот од моз. Значи, целер ти треба, Еве, јас земам. можам и Земав овде едно да ти целерче. ги подадам да ти Ако, бидат дај. поблизу, Дај. но внимавај да не ги покриваш камерите. Нема. Ете така. Еве, Добро, еве. одлично. Ова кромиче. Сега ќе си додадеме водата веќе затоплена. Еве, супер. Затоа што многу брзо ја топли. Нашите пријатели. Супер личи. Гледај. Ама ми вели колегата Драгче, промешај го малку, ама јас морам тоа да кажам дека јас на мој специјален начин. Ајде, вака. Заради бојата, не заради друго. Еве еднаш. Гледај, тука е таа позитивна енергија што ја нема на друго место. Она која што ние ја сакаме овде. Еве чајчето. Ќе го повлечам од другата страна, земи си го. Ако? Кај тебе. Дај ми го. Ја ќе Ова оставам кај мене. овде. Ете, Малце тука нека за се да не излади. така за да не си ги измешаме. Сега ставаш кромиче или лукче, што е тоа? Кромиче се ставам. Кромиче. Кромиче. Му ставив целер, му ставив кромиче, сега ќе му ставам сол, бибер, лимунче, како на делчиња, Добро, знаеш, за да не биде- плачеш додека дробиш кромидот, ние песна ќе бараме да Ајде, пееш. ајде. Бараме песна најгласно за да Да. Бубе пее наместо да плаче. Kad ke go vidu komšinicu miru, zemu ga harmoniče, ja da mu zasviru, a ona pusta saka, pevaj kada stane s pesmu, da gi leči na svi ljudi rane. Miro mori Mirke, nežna si ko svila, s mene da poješ, sudbina ti bila. Miro mori Mirke, pevajke ti moja, zvezda ti ke videš, sudbina je tvoja.
Овци, кумановци, за миру сонуе, песме да ги пое и да го милуе. Ама Мирка бидна, светска примадона, никога не шиша, ко да е Мадона. Миро, мори, Мирке, нежна си ко свила, се смене да поеш, судбина ти била. Миро, мори, Мирке, певајке ти моја, звезда ти ке бидеш, судбина е твоја. Миро, мори, Мирке, нежна си ко свила, с мене да поеш, судбина ти била. Миро, мори, Мирке, певајке ти моја, звезда ти ке видеш, судбина е твоја. Звезда ти ке видеш, судбина е твоја и моја. Значи Мирка стана певајка и светска примадона. Сега додаваш? Сега додавам малце лимунче, ама да ти кажам нешто. Кажи. Морам да ти кажам за песнава. Песнава е изведена на Тумбафест од тие шеговити песни. Да, шеговини песни. Аранжманот е на Сашо Ливнински, морам да кажам, другар ми. Прекрасен На Сашкич. човек, Армониките- така. Да. Топ. Топ, Армониките ги отсвири супер. Си се дружиме. Сашкич, поздрав до тебе. И јади сурими салата. Јадам. Балсамико, повели. Балсамико, сол, ќе ми даеш биберче? Сол, повели. Му имам правено од оваа Ете салата. така. Друго што ти е потребно? Ова е сол. Биберче да не сакаш? Да, обавезно. Добро, И биберчето му дава. биберче да ми ти дадеме. Ајде, доврши ги овие што ги Да, имаш, овие за ги да го доврши. барам рецептот на денот и потоа ќе треба да ти дадам и јас подарок од нашите пријатели, затоа што имаме уште само 5 минути до крајот. Што да збориш, бе? правиме? Кога помина 5 Па помина, ние брзаме, пееме овде, јас и ти зборуваме. Ама значи 5 сати да ја биде емисијата, Да, мене ќе ми биде малце. Ајде, бидејќи сецкаш, јас на брзински сакам да го пофалам твоето синче. Направи сликовница, неодамна имаше промоција, значи ги наследи гените на мама, а дали сака да свири? Абе, он сака да свири, ама така не му иде тоа од рука, али повеќе е на мама. На мама. Ете, да му посакаме во иднина многу успеси во пишувањето и во она што тој си го одбрал како своја пасија. Друго што ти е потребно? Биберче, Бибер додадовме. Дадовме маслиново масло. Маслиново масло, повели маслиново масло. Балсамико додаде. Да, ставив. Ете така. Имаш вилјушка? А лажиче ти додадов таму лажиче за да ми, да. си промешаш. Сега. Ете така. Ете, да ја видат салатата сите. Да ја видат салатата и да ја пробаат. Јас да ви кажам нешто, кој ќе проба од ова, кој ќе касне, ќе порасне. И уместо една ракија ќе испие 2 раки. Е така. И знаеш што е многу добро? Што ова е постно, да го кажам, салата, постно јадење, може кога луѓето си постат, слободно може да Да, го... и едноставно и како доручек. Ај на здравје Да. со чајот од хибискус. Да си Мисли дека е да си ми тиквешка. здрава и жива. Ете така. Додека Бубе си ги сецка уште овие двечки, јас да го прочитам рецептот на Прочитай. денот. Ајде да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт.
Бубе салата. Бубе салата, оброк со сурими ставчиња. 2 пакетчиња сурими ставчиња, 3 до 4 гранчиња целер, 1 врзопче млад кромит, 1 китка магданос, 1 лимон, малку балсамико, малку маслиново масло, сол и бибер по вкус. Еве ќе додаде Бубе сега и магданос во неа за да бидеме комплетни. Да. И тој го сецкаш, јас мислев вака си го... Не, поубав е, му дава вкус. Ајде, за крај ќе побараме уште една песна, а потоа подарокот и да им кажеме чао на гледачите. Ама чекај, дај уште малце, дај уште пола сат. Нема пола сат, толку ни е. Ајде, песна уште една за Бубе. Нема музика, нема зборови да ги смират моите јадови. Нема песнава кој да ја слушне, нема никој пак за да ме гушне. Нема музика, нема тонови да ги отсвират моите сонови. Песна да изапеам, љубов да раскажам, останат во ладни окови. Ноква е лом, скршени чаши под секој стол. Ајде другари, ноква плакам јас, вересија на сите, ноква враќам. Мои свирачи, еве плакам јас за жената што вечно ја сакам. Лом, ноква е лом, скршени чаши под секој стол. Ајде другари, ноква плакам јас, вересија на сите, ноква враќам. Мои свирачи, еве плакам јас за жената што вечно ја сакам. Нема музика, нема зборови да ги потонат моите бродови. Нема песнава кој да ја слушне, нема никој пак за да ме гушне. Нема музика, нема тонови да ги отсвират моите сонови. Песна да изапеам, љубов да раскажам, останат во ладни окови. Ноква е лом, скршени чаши под секој стол. Ајде другари, ноква плакам јас, вересија на сите, ноква враќам. Мои свирачи, еве плакам јас за жената што вечно ја сакам. Лом, ноква е лом, скршени чаши под секој стол. Ајде другари, ноква плакам јас, вересија на сите, ноква враќам. Мои свирачи, еве плакам јас за жената што вечно ја сакам.
Скршени чаши под секој стол. Ајде другари, ноква плакам јас, вересија на сите, ноква враќам. Мои свирачи, еве плакам јас, за жената што вечно ја сакам. Лом, ноква е лом, скршени чаши под секој стол. Ајде другари, ноква плакам јас, вересија на сите, ноква враќам. Мои свирачи, еве плакам јас, за жената што вечно ја сакам. Браво за музиката. Јас многу пати се извинувам на гледачите дека секоја храна не можам да ја пробам. Затоа, дали ја направи добро како дома што ја правиш? Уште побаво. Уште побаво. Па тука енергијата е таква. Бубе, нашите пријатели ти доделуваат подарок за учеството. Добро. Ова е Мост продавницата, да си внатре имаш ваучер со кој што можеш да си одбереш нешто од самиот мини трговски центар, нешто што ќе те подсетува на нас, Добро. на емисијата и комплет производи од ПК Беско, нашите пријатели кои што исто така доделуваат подарок за тебе, за да бидеш заедно со своите дома и со пријателите. Ти благодарам што Канал беше 5 со е моја нас. телевизија, јас сум си како дома тука. Си се Така чувствуваш убаво. да. Ти благодарам за учеството и за убавата енергија и рекоа колешките од утринската да им оставиме од салатата. Абе, ти не знаеш, Ќе јас нема. ја вкусат. Ти благодарам многу, драги наши пријатели, тука сме на самиот крај. Верувам дека ви бевме интересни, јас и Бубе, со убавата песна, музика и интересната салата. Затоа ве оставам во добро здравје и добро расположение. Ве сакам.